Али знаете како? Кога е нешто убаво, секој сака да има дел од тоа. Ја бар така се почувствував и стварно беше убаво. Стварно е убав потегот да се напише книга, било каква. Ако ќе биде поуште за благодат, е навистина прекрасно. И ја му честитам на Зоран од се срце, иако му кажав неколку пати лично, ја бев понекогаш неговата совест, која едноставно му викаше: Зоран, книгата кога, Зоран? Зоран, ајде книгата, Зоран. Пак ќе заборавиме, пак, Зоран, книгата. Добро, вика, почнав да ја пишувам, почнав да ја средувам. Така да, такви моменти треба да не радуваат. Треба да не радуваат моменти кога нашите браќа, сестри ќе дадат нешто од себе. Тоа е буквално давање од себе. Тоа не е само на некого му текнало нешто, него е буквално даваш нешто од себе и тоа оди. И интересно беше кога зборувавме со Зоран, дали читаат книга луѓево, дали не читаат, и тоа секогаш е дискутабилно. Некој чита, некој не чита. Него му реков: Зоран, книгата останува како наследство за генерациите. И мора така да нагледаме на работите. И на вистински, не само таа книга, и наредните книги што ќе бидат пишани во оваа црква, ќе останат како наследство за идните генерации. И не само наследство на христијански центар, ја верувам светско наследство. Амин. Ете, као пророчки зборта. Некој. Така да, ја им благодарам многу на Ребека и на децата на Зоран, зашто сигурно немаше да седи по 5-6 сати до 7 во канцеларија и да ја средува книгата, ако Ребека рекла не може. Да. Така да, фала. Навистина треба да сме поддршка, треба да сме поддршка едни на други и да едноставно дуваме ветар во грб, за да можат да успеат работите. А уште ако ќе знаете дека направил човек што не мисли само за него, него мисли за навистина за луѓето околу него, тогаш има уште поголема сила во зборовите. И имам скоро цела прочитана книгата, нели ми ги праќаше да читам дел од и ќутев. Али да, интересно беше што навистина мора да и се враќаш назад на книгата. Дури не само на книгата цела, него понекогаш треба да се навраќаш и на самите реченици. Зашто се силни реченици, навистински се толку многу длабоки и мора да се навраќаш. Затоа за тие страстни читатели ќе биде одлично искуство. А за другите ќе биде пробување во уведување во некои подлабоки теми за што значи благодат и се тоа на што е во благодатта. Тоа е некаков мој дел за книгата на Зоран. Зоран, фала уште еднаш. Да, е водичката. Убава тема имам денеска. Знаете како Господ вика, направи ден и виде дека тоа е убаво и продолжи после. И така да ја видов дека е убава проповета на... Фала, Кико. На младинската конференција видов дека проповета е убава и се реков: чекај, фала. Ќе ме кажаме на луѓево кај нас од црква, пошто немавте сите, нели, можност да присуствувате на младинската конференција, така да, али стварно убава тема. Тема што опфаќа слободата за која ние сите се бориме на некаков начин, али најбитен начин е да се избориме да ја препознаеме таа слобода. Тоа било борбата и на сите тие што се бореле за слобода. Ако е утнале таа борба да ја познаат слободата, не само како слобода, него и каде се наоѓа, тогаш е секоја борба залудна и секоја борба ќе биде утка. И наместо слобода ќе донесе уште поголемо робство во животите на луѓето. Сестра кани брата на вечера. Интересно ми. Да, Вики ми сугерира црногорците ваки крата. Се опуштам малку да јам. Додека славевме ми дојде за некој од вас, не знам кој, најверојатно се препознаете, се молите, постојано се молите и цело време се мислите зошто мене молитвиве ми удираат од зид. И Господ ми кажа, не удираат од зид. Буквално погрешно се моли. Се моли само за да си го нахрани егото. Нека ме послуша, нека не се моли, и ја ќе му дадам молитва вистинска. Така да не знам за кого е, не знам за како е, али дури е поука да се прими. Застанете и не се молете. Ќе примите молитва од Бог и ќе почнете на вистински да се молите. И нема да биде молитва што само ќе бара своето егото ваше да го исполни. Случајно во тетраткава видов едно ливче, многу убаво,
и памтам од кога е како е, но останало и решив денеска да го подарам на еден, тоест една господја, што не се познаваме многу, ама мислам вака си имаме видено и загледано. Ова е за вас, повелете. Ќе си го прочитате, не мора секој дури да го знае, али мислам дека ќе ви биде добро дојдено. Убава тишина. Да. Да. И најверојатно е таа тишина секогаш она во авион, кога пред да полетуваш, сите тишина што ќе се случи со кога ќе полета веќе горе, сите дај вода, дај ова, дај она, дај ова. Така да најверојатно ќе полетуваме во нешто многу убаво и затоа таа тишина е убава. Да. Пред полетување. Така. Ајде да направиме еден краток осврт на тоа што значи слободата во историски контекст. Нема да предавам историја, зашто не сум професор по историја, но нешто си читал, нешто знаеш, нешто согледуваш, ние со нешто се раѓаме дури. Некои работи ги знаеме, однака така сме родени. Не мора да си гледал, не мора да си читал. И што значи слобода во историски контекст? Тоа значи постојано и постојано борба за слобода. Постојано и постојано борба за слобода. Тоа ми дава за право да кажам дека луѓево навистина многу пати утнувале што значи слобода и каде да ја бараат. Или, уште поточно кажано, не се обраќале на вистинско место. Но, мора да признаеме дека сите тие борби за слобода, дали на Мартин Лутер Кинг, за слобода на еден, нели, на една не доминација, него не на нација или на една раса, или за претходно на Мартин Лутер општо за борба, на Мартин Лутер било борба за благодат. Интересна борба. Важна борба. Благодат на ниво дека по благодат сме спасени. Иако Мартин Лутер појма немал дека ќе се бори за нешто. Таа борба после отишла во многу лош контекст, али на почетокот Мартин Лутер изјавил: види, ја не бев толку добар дрвар за да знам дека едно ливче од 99 реченици ќе направи револуција. Ја закачил на вратата едно ливче за дебата, ама после излегло борба и тоа буквално борба за благодат. Така да и историски секогаш се водело и уште. Ако видите денеска право за овој, борба за слобода за овој, слобода на медиуми. Како сме во Македонија со слобода на медиуми? Така, чкатливо, така? И секогаш е таа борба, секогаш е борба за слобода на говорот. Но дали имате приметено дека секоја слобода е ограничена со закон? Дали сте го виделе тоа? Секоја слобода, дали е на медиуми, ја ограничуваат со закон. Вашата слобода, вие сте сите слободни граѓани на Република Македонија, точно? Но ограничена со устав. Што значи тоа? Дали има ограничување во слободата? За такво нешто ќе збориме и ќе образложиме да видиме на каква вистинска слобода ние треба да се надеваме и на каква вистинска слобода ние треба да тежнееме, или со каква вистинска слобода ние сме денеска ослободени и можеме да стоиме цврсто, како што кажа вчера скоро сите говорници, во таа благодат, цврсто во таа милост, цврсто во таа сигурност на Бог, цврсто во таа љубов што Бог ни е дал. Најде го коки Јован 8:32-36. Еве го Исус пред 32, нема да ги читаме сите, али пред 32 глава им зборува лично за него. Им кажува: јас сум овој, јас сум тој, и после 32 стих 8 глава им вика: и ќе ја познаете вистината, и вистината ќе го ослободи. Ова ми дава за право, иако потоа он го образложува, да без да го прочитам, ако Синот во ослободи, вистински се слободни. Ова ми дава за право, пред она сето тоа што го објаснува на евреите кој е, да мислам дека Исус мислел на него. Им вика: јас сум тој, и ќе ме познаете, и ќе бидете слободни. И сега што му одговара Аврамовото потомство? Знаете, понекогаш ние силно се удираме во гради со нашето потомство или со нашиот идентитет тука на земјата и многу работи забораваме и го сведуваме идентитетот само на тоа кој сме тука на земјата. И тоа е тотално погрешно. И еве го Исус им иде и они му викаат: ние сме Аврамово потомство и никогаш никому не сме му робувале. Како велиш ти ќе бидеме слободни?
евреите забораваат дека се под робство на римјаните во моментот. Видете го, понекогаш тој идентитет сведен само на земното, што може да направи? Да заборавиш во моментот во што си. Они заборавија дека Мојсей ги извади од едно робство. И ова е добро, но е само на ниво на тука на земјата. И Исус им одговара сосема спротивно, верувам дека никој од нив не очекувал таков одговор и ради тоа после тука пишува дека овие што го слушаат поверувале во Исус. И после тие што поверувале сакале со камења да го гонат. Зошто? Зашто Исус им кажува сосема спротивен концепт и им вика. Исус им одговори, вистина, вистина ви велам. Значи, ептен вистина ова. Два пати. Дека секој кој прави грев, роб му е на гревот, а робот не останува дома довека. Синот останува довека. И така, ако синот ве ослободи, на вистина ќе бидете слободни. Он вика, никаков меч што ќе ве ослободи, нема да ви ја донесе целосната слобода. Никаков убав збор пред царот на римјаните нема да ви обезбеди вистинската слобода. Зашто секогаш ќе бидеме, можеби, тоа природно оди така, малите под поголемите или било како, но Исус им кажува за една вистинска слобода. А тоа е слобода од нешто што не мачеше однатре, а не однатвор. Таа е таа слобода од гревот. Дали Исус само им кажа дека само слободни од гревот можете да биде слободни? Или го тргна гревот за навистински да можеме да бидеме слободни? Исус е многу подлабок од колку што ние размислуваме. Исус многу подлабоко отишол од колку што секој филозоф може да допре. И кога ги гледат овие работи, усвари викаме ние секогаш, знаеш, понекогаш црпиме само од гребеме од површината. Затоа Исус на едно место кажува, тоест Павле, извинете ме, кажува да влеземе и да откриваме од тајната која е Христос. Подлабоко и подлабоко. Исус им одговара, вика, кој прави грев, роб му е на гревот, а робот не останува довека. Знаете ли што значи ова? Колку и да се трудиш да направиш нешто, секогаш ќе сгрешиш. И секогаш ќе размислуваш дека еден ден Господарот ќе ти избрка. А синот, колку и да сгреши, ако знае дека е син, си вика, јас останувам дома. Ова е мој дом. И ова е концептот што колку побрзо го разбереме, толку послободно ќе живееме. Не се работи тука за гревот, или за грешката, или за промашување на целта, колку ти или ти ќе ја промашиме целта. Него се работи дали ти си син или роб. Ако си роб, еден ден си одиш од кај Господарот. Али ако си син и да сгрешиш, остануваш кај таткото. Амин. Најди го Римјани 8:2. Така да единствена слобода за која можеме да зборуваме, за која ја искрено зборувам веќе доста време. Николче многу ми израдува минатата проповед, дали ви текнува, каже на работа, рече само вистинска слободна волја може да има само кај таткото. Тоа е апсолутна вистина. Друго, нашата слободна волја е корумпирана. Корумпирана. Знаете кога ја имав слободна волја, ова и ова да размислувам. Мора да видиме што не подбутнало за такво нешто. Зашто вистинска слободна волја има само кај таткото. Зошто? Зашто каде што е Божиот дух, таму има слобода. Каде е Божиот дух? Во кого? Во нас. Ако е Божиот дух во нас, луѓе, тогаш и слободата е во нас. Го најде? Зашто законот на духот на животот во Христос Исуса ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Знаете што вика тука? Законот на духот на животот во Христос ме ослободи од законот на гревот и смртта. Она што сакав да го кажам со уставот. Луѓе, ние сме слободни по устав. Во уставот
Ќе видиме што точно значи тоа. И за кое робство нас не осудуваат, а светот мисли дека е слобода, слободен од тоа. Само бидете малку трпеливи. Слободата, луѓе, е тесно, најтесно поврзана со идентитетот. Затоа можеме да кажеме дека ако сме синови, остануваме дома. Тоа значи, ако си го познаваме идентитетот, можеме да уживаме во целост вистинската слобода. Тука сум пишал, споредбата со други е немање на идентитет и автоматски губење на слободата. Споредбата со други, замислете се за ова малку. Зошто баш споредбата со други е губење на идентитетот? Зашто бараш да бидеш нешто што е некој друг. Зашто тежнееш да имаш нешто што некој друг има. Се губиш и не можеш да согледаш што е за тебе наменето, што ти имаш во моментот, што е за тебе пророкувано, и на таков начин ти веќе не делуваш во слобода. Делуваш во принципи што не се од другиот поставени, него ти на таков начин ги гледаш, како да ти ги наметнува некој друг. Или ајде поточно да кажам, зашто ја не верувам дека слободата можеме да изгубиме. Тука сум пишал, слободата не можеш да ја изгубиш, но можеш да ја изгубиш свесноста за истата. Можеш да ја изгубиш, да полека почнеш да губиш свесност дека си слободен. И тогаш нашата совест, свест, нашата слобода ќе биде корумпирана со многу работи што овој свет кажуваат дека се слобода, али ќе видиме понатаму се робство. Знаете ли зошто не може, јас како размислувам, зошто не можеме да изгубиме слободата? Што, како размислувате ви? Ако некој момент ви текне слободно не каже, но јас размислувам дека не можеме да изгубиме слободата, зашто не сме ја ни заработиле. Тоа е интересен концепт. Не си заработил слобода ти, не знам со што, па за да можеш да ја изгубиш. Бог ти е дал, размислувај така. И на таков начин Он и ќе ја одржи. Работата и ние да се одржиме во истата. Амин. Најди го 2 Коринтијани 3:17, она што го спомнав сега и беше како ударен стих на целата младинска конференција, а тоа е каде што е Божиот дух. Зашто Господ е дух, а каде што е Господовиот дух, таму е слободата, луѓе. Ние што се нарекуваме христијани, што веруваме во Светото Тројство, дека Светиот Дух сега живее во нас, мора да ја бараме слободата во нас. И после тоа, не стануваме само слободни луѓе, него преку Христос стануваме и извор на слобода за другите. И лесни за дружење на луѓето. Така да се запрашуваме за тие работи. Овие работи не смеат да ни излегуваат. Ако видиш дека понекогаш во друштвото си непријатен или некако, не знам, те избегаваат ли, значи, вие ќе се размислите што? Размислете дали живеете слободно. Треба така да се мислуваме. Никогаш не е ништо ни лошо, ни тешко. Да видиме како ние влијаеме во обкружувањето. Господ ако не викна на плиткост, немаше да има ваква Библија, со вакви зборови и вакви откровенија, луѓе. Ќе беше добро, дечки, што и да направите, ја ве сакам и тоа ви е доволно. Но не. Има разлика, луѓе. Има разлика да живееш квалитетно и да си спасен. Го разбирам овој дел? Има разлика да живееш квалитетно спасен и само да си спасен. Јас сакам да живеам квалитетно и искрено. Тука, пред се, на небото, сигурно е многу квалитетно. Амин. Најди го 1 Коринтијани 6:17 да видиме дека не измислувам дека Духот е во нас. А кој се соединува со Господа, еден дух е со него. Кој се соединува со Господа? Кој се соединува со Господа тука нас сите? Е еден дух со него. Амин.
Да се живее слобода е да се живее по духот и тогаш нема да исполнувате похотата на телото. Ова е нешто што е предизвик за нас самите, како поединци. Да живееш во духот е убав збор, што лесно се изговара, преку благодат е лесно и да се живее, но мора да види малце засукани ракави. Инаку Павле ќе беше, немаше да биде во право ако рекол дека јас се потрудив повеќе од сите, но не јас, него Божјата благодат. Да живееш и да се одржаваш во слободата, луѓе, е прекрасна работа, но бара од нас иницијатива, бара од нас поттик. Знаете што највеќе бара? Послушност. Ама не само на Господ. Послушност на Господ понекогаш е најлесна работа, а воено и најдуховна звучи. Јас сум на Господ послушен. А на одговорниот од тебе ќе бидам виннина. Да. А Павле вика, тоест Јован вика, сакајте се меѓу вас, слушајте се меѓу вас и така ќе учите за Господ. Ама ние обратно взимаме. Зошто? Зашто е полесно. Знаете што е најлесно? Да сме послушни на нешто што кажале Павле, апостол Петар или сите тие свети отци што биле. Зашто не можеме отче да им дадеме нистите. Да. Размислувајте за ова. Послушност, ама послушност и меѓу вас, брачните другари, меѓу вас пријателите. Тоа е вистинската послушност. Тоа што е во нас слободата, сум пишал, ни поставува стандард така и да живееме. Тоа што е во нас слободата, не ни дава да живееме како што мислиме ние и тоа дека е слобода. Не е точно. Тоа во голема мера знае да биде робство, но тоа ни поставува стандард како можеме да живееме слободно. Најди го 2 Петар 1:6. Знаете, луѓе, многу на луѓето што зборуваат благодат. Најверојатно Зоран, иако веќе 20 години се соочува со истото, сега со книгава ќе се соочи со нешто. Тоа многу луѓе погрешно разбираат. Слушајте ме, погрешно разбираат, не дека е така пишано или така кажано, него погрешно разбираат и викаат, вие луѓето ги учите, не знам, да грешат или да ја уживаат слободата на погрешен начин. Никаде така не пишува и никогаш од оваа говорница Јабар, кога што памтам, не излегол таков поттик кон другите. Така да, ако некој слуша што имал такво мислење, нека размисли уште еднаш, нека си го преиспита мислењето. Дали Павле, што вика по мојата благодат, по моето евангелие ќе бидете спасени, повикува на глупости или повикува на свет и побожен живот. Го најде 2 Петар. А знаењето со воздржливост, а воздржливоста со трпение, а трпението со побожност. Треба да го најдам овдека. Ово е малце од контекст изваден стих на ваков начин. Али поентата е што сакам да кажам овдека се овие доблести што ние ги уживаме и што се нарекуваат слобода. И знаете, за ова светот вика, ама вие види, мора да бидете воздржливи, мора да ги љубите луѓето, така викате, па мора ова и вика, вие живеете во робство. Ја ништо од ова не морам. Ја на истите би им рекол, ако ова е робство, јас со 2 раце, 2 нозе го прифаќам и со цело моје срце сум го прифатил. Ако ова се смета за робство, а не за доблест, тогаш ја би робувал на таквиот Христос. Амин. Јаков 1:25. Јаков 1:25 ни зборува за законот на слободата, она што го спомнавме од пред тоа. А кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата? Еве го условот. И остане во него. Не како заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата
дејност. Луѓе, благодата покрива се, ама не смееме овие работи да ги занемаруваме. Збориме за цврсто стоење во благодата, каде што, како кажа Зоран, бетонски ступ газиш со нозете и едноставно те потонува надоле. Цврсто. И видите што вика? И не само вика не само ако останеме во него, него вика како и да не бидеме како заборелеви слушател. Понекогаш не е ни доволно тоа да имаме откровение дека ворете во домот Господов сум, па ајде сега да видиме што може да направиме или што не можеме со мојов живот тука. Него да не бидеме како заборавли слушатели, него да го слушаме Светиот Дух. И одново да го слушаме Светиот Дух. И онново да го слушаме братот до нас. И онново да ја читаме Библијата. И онново да ја читаме на Зоран книга. Ова убаво звучи да и онново да се преиспитуваме и да се слушаме самите себе понекогаш. Самите себе некогаш или тивкиот глас во нас највеќе кажува. Сте приметиле колку пати ќе направите нешто и ќе речете зошто? Зошто? Внатре нешто во мене поинаку ми кажуваше. Зошто го направив ова? Понекогаш тивкиот глас во вас е Божиот глас. Не треба ни бран да помине, не треба ни ветар да помине понекогаш. Тивкиот глас во вас. Господ ви кажува нешто. Амин. Тука сум пишал према овој стих, ти одлучуваш дали ќе останеш во слобода или не. Не одлучува Господ, луѓе. Господ е даде слободата. Господ не ослободи. Еднаш за секогаш. Ти одлучуваш дали ќе бидеш христијанин, наново роден, спасен, што ќе живее во слобода или не. Знаете како? Секогаш кога збориме за слобода, мора да бидеме многу предпазливи и внимателни. И Павле бил предпазлив, и Петар бил предпазлив, Исус самиот бил предпазлив, но мора да бидеме. Зошто? Зошто ако видите наназад, и ако видите посебно и во вашиот живот, е најзлоупотребувано нешто слободата. Најзлоупотреба. И тогаш ради таа злоупотреба на слободата, понекогаш кажуваме ние дека благодата дозволува грешки, благодата дозволува не знам што. Не. Нека не се мешаат работите. Таа е класична, за мене барем, злоупотреба на слободата во нашиот живот. Но, немојте да мислите дека можете да го преварите Бог. Бог не можеме да го превариме. Понекогаш, ја вака кога бев млад, имав некоја свесност за Господ, ама вака си размислував. Кој ќе влезам во Дисково, темно е, и таму Господ најверојатно не може да ме види. Може сте размислувале некој од вас на таков начин. Не го познава многу Господ, знае дека нели е тука околу нас, дека е се, ама викам, даму во Дисково потемно е и таму не може. Така, но после сваќаш дека усвари, ако негде си јавен, тоа си јавен пред Бог. Но не јавен за посрамување, јавен за почест. Ако. Слушате тука што сум пишал. Слободата е најзлоупотребено нешто. Тоа не значи дека Бог е наивен, туку дека ти не си ја разбрал. Бог не е наивен, па да ти е дал слободата и утнав. Утнав не требаше на него. На него требаше робство. Утнав со него. Не. Бог не е наивен. Ние нешто не сме разбрале околу слободата. Многуми наветуваат слобода, но не можат да ја испорачаат. Ова е како реклама некоја. Да, али вистина е. Во светот многумина ветуваат слобода. Многумина ветуваат дека ќе бидеш, како се вика тоа збороца, дека ќе бидеш својствен за себе. Например, Адидас вика, купи ги Адидас патиките и само ти ќе бидеш. А тоа илјанници патики се купуваат. И како само ти ќе бидеш со истите патики, кога ти ќе бидеш шик, ти ќе бидеш ин и ти ќе бидеш својствен. Не е точно. Така да,
Многумина ветуваат слобода, но знаете што? Не можат да ја испорачаат. И остануваат празни ветувања. Ние можеме да ветуваме колку што сакаме, но ако истото не го испорачаме, не важи. Не важи во очите на другите. Ова ми е многу убаво. Најди го 2 Петар 2:19. Им ветуваат слобода, а самите и робуваат на расипноста, зашто од што е некој победен, на тоа и му робува. Го разбираме ова? Ако дозволиме во нашиот живот да не победи Христос, него ќе му робуваме. Ако дозволиме да не победи некој, не знам, некоја зависност на истата, и ќе робуваме. Така да дозволиме во нашите животи Христос да биде победник, не ти. Христос да биде победник, не тој до тебе. Амин. Тука сум пишал, што во животот ќе дозволиш да те навладее, на тоа ќе му робуваш. Тоа значи, ако дозволиш да те надвладее духот, него ќе му робуваш. Галатите 5:1. Знаете што е понекогаш клучот за да одиме напред? Да не се навраќаме на работите од што веќе сме ослободени. Нема потреба. Не ослободил Господ, одиме напред. Не ослободил Господ тоа, одиме напред. Немојте да се враќате назад. Немојте да и барате замерка на слободата. Одете напред. Слободата има сила за војните чекори да ви даде уште поголема слобода. Со слобода и сигурност, со сигурност и безбедност, со безбедност уште многу нешта. Амин. Го најде? Христос не ослободи за слободата. Ова е интересно. Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стоите цврсто и не починувајте му се пак. Ево што го кажа. Не починувајте му се пак на робскиот јарем. Дали ова, луѓе, вака, да бидеме треба искрени, реални и сконцентрирани во исто време. Дали ова ви кажува да грешите и понатаму? Искрено. И немојте пак. Што рече Исус? Кој е робскиот јарем што дојде да го слободи? Гревот. Немојте пак да му се подчинувате. Никаде во Библијата, луѓе, не сретнав охрабрување за глупости. Никаде и никаде не сретнав охрабрување за глупости. Многу убав стих. Чекај, кој ќе остави го што да погледаме. Христос не ослободи за слободата. Според тоа стојте цврсто и не починувајте му се на пак на робскиот јарем. Повторувајте си го во вашите глави. Према овие работи што ги кажав до сега, што мислите? Дали можеме да бидеме робови на слободата? Порано одамна го кажав и дојде еден човек ми рече, не согласувам. Ние сме деца на Бог, од каде са тој збор робови? Групе, и Библијата убаво кажува, немојте робови нова, но кажува Исус самиот дека ние можеме да бидеме робови на слободата. Зошто? Зашто робство, да си роб на слободата, е да имаш доблест што ја оставил Христос во тебе како дух, како душа и како тело. Да живееш свет и побожен живот. Тоа робство, рековме, и ја го сакам. Зошто? Тоа робство ослободува многу други. Не може заробен човек да ослободи друг. Само слободен човек може да ослободи луѓе околу него. Амин. Но ајде најди го Матеј, коки? Најди го Матеј 11:29, за да ми ги потврди овие зборови. Видете тука што сум пишал, многу го.
дали можеме да бидеме робови на слободата? Јас викам да, само што во овој случај робството не подразбира казна, многу важно, туку доблест на карактерот на еден човек и живее во плодовите на духот, праведност, радост и мир. Ова мора да го разбереме. Ова ќе се концентрираме тука. Стварно мора да го разбереме. Мора и да го преслушаме ако треба на Подоматик, на YouTube, на што и да е. Ќе го прочитам уште еднаш. Можеме да бидеме робови на слободата, само што во овој случај робството не подразбира казна, туку доблест на карактерот на еден човек и живеење во плодовите на духот, праведност, радост и мир. Тоа е нешто што се нарекува робство на слободата во Христос. И за ова сте покажани со прст. Знам, ама ти не смеш. Ајде ти ова напри или ова напред, така разговараат. Што ти не смеш некого да мразиш, не смеш се. Не разбирајќи, они не, но ние мора да разбираме дека усвари тоа е слобода, да си доблестен. И кога сме кај доблесни луѓе, додека славевме, видов една особа, Ана, јас се Станишич беше? Станковиќ, така? Станковиќ, тој да те гушнам прво. Те видов како многу доблесна личност. Значи, доблесна, го разбираш зборот доблест? Вака, мама ќе ти објасни исто дома, ама еве ја ќе ти кажам. Значи, во тебе видов интегритет и идентитет во исто време, што ќе ги зачуди пред се прво мајка ти и татко ти до тебе, онака тоа што размислувале силно за тебе и ќе речи, ама до толку не размислувале. Што е интегритет? Идентитет е тоа дека си дете Божјо. Но интегритет за тебе е тоа дека на вистина си цврсто застаната во благодата со сета доблест што имаш во тебе. Доблест да бидеш пријател, доблест да бидеш ќерка, доблест да бидеш соученик, доблест да бидеш, не знам, од зборови, од твоите уста да излегуваат добри зборови, сета таа доблест ја видов. И таа доблест во твојот живот. Знаете како? Во овој свет луѓето викаат, види, мора да бидеш малце расипан, мораш. Извини, мораш, системот е тако. Така викаат луѓето. Мораш да бидеш малку корумпиран, разбираш? Мораш, а тоа знаеш што значи? Тоа значи мораш да те владеам. Тебе тоа нема да ти го можат. Ти си доблесна, за да не може да владее систем врз тебе, за да не може да владее корумпираност во тебе, за да не може него таму каде што одиш, ќе отвараш врати со доблест. Ќе отвараш врати со идентитет и со интегритет. Биди благословен. И за уште еден човек имам, за Тони. Денеска не знам од каде, што значи името Тони видов. Знаеш што значи? Поима немаш, а треба да имаш. Тони значи скапоцен и како се вика тоа, безвреден. Не безвреден, него безценет. Скапоцен и безценет, не безвреден. Да. Ама не, добре, нема вредност едноставно. Убаво си кажа. Така да, ти си човек скапоцен. Вака, имам неколку луѓе во мојот живот, јас сум силен карактер и силна личност и некои дури мислат дека, добро, Нилија па и не му треба охрабрување, он е секогаш насмеан или Нилија ова, но како на секој човек, така и мене ми треба и охрабрување и се. Понекогаш се охрабрувам, само ќе помислам на тебе, ова ти го кажувам искрено. Ти си ми во животот личностите, иако многу малци се дружиме, само да знаете, многу малци се дружиме, ама исто кога да се дружиме секој ден. И секогаш кога ќе ми биде тешко, Господ многу пати тебе ми те дава и си размислувам, Тони го имам во мојот живот, добро е. Искрено. Така те размислуваат и другите луѓе за тебе. И понекогаш си размислувал вака. Си викал, моите зборови како некако таму од зидот удираат и паѓаат. Не е точно. Твоите зборови прават работи во духовното. Се некако како напрени да се, твоите, и не само зборови, твојот став за зборовите пред се прави работи. И кој ќе ги видиш, ќе речиш, види, ја ова го размислував, го зборував, го верував, сега го гледам исполнето. Твоите зборови, твојот став према зборовите градат работи. Амин. А духовно ги градат, зашто така имаат корен, и тоа длабок корен. До кај стигнаме до Матеј?
до слободата. Исус во Матеј, го најдоме? Земете го мојот јарем. Што значи јарем? Сите знаете што значи јарем. Јарем значи да ти врзе некој на вратот, така? Дури да те насочува. Тоа значи јарем. И Исус им вика, земете го мојот јарем на себе и научете се од мене. Зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор на своите души. Во кое робство друго би нашле одмор на своите души? А ако во Христос најдовте одмор на своите души, останете во тоа робство. Ви препорачувам. Амин. Така да се сега и Библијава ни покажа дека сме робови на слободата. Го носиме Христовиот јарем, кој е благ. Знаете што значи? Наместо тоа јажето тука да прави, не знам, лузни, како некоја свила не гали. Најверојатно таков е тој јарем. И таму наоѓаме одмор на своите души. Луѓе, памтиме, имаме сите добра меморија, како бевме и пред Христос и како со Христос. Знаете ли понекогаш, еве ви, може би некојаш совет, или, не знам, немојте како традиција, или некојаш совет, некогаш толку денот, или не денот, ама толку ситуациите околу тебе, ти нанеле, не можам да кажам штета, да знае колку, но работи, толку, и понекогаш се викаш, што да направам? Да удрам ли во зид со бокс ќе боли? Да удрам, а нема може да помине, ќе боли повеќе се. И одлучувам, ова е личен совет, и одлучувам да легнам и да се препуштам на Божјото присуство. И понекогаш сонот не е лек за се, али одморот во Бог е лек за се и сила за понатаму. Амин. Некогаш кога ќе заспиеш, работите не се средуваат. Кога ќе станеш пак и ако не го доживеа Божиот мир што е во тебе, и после сонот ќе биде тешко. Но ако му дозволиш Христос да те навладее, ќе станеш и дури ќе имаш друга перспектива за тоа што ти престои. Во Божиот мир секогаш наоѓаш перспектива за работите што ти престојат. Амин. Мирот, праведноста и радоста се плодовите што ја обезбедуваат слободата. Мирот, праведноста и радоста што се во Светиот Дух ја обезбедуваат слободата што можеме да живееме. И ако живееме во стандардите на Божјото царство е робство, тогаш јас би сакал да живеам во такво робство. И таквото робство ви го препорачувам на сите. Но тука сум пишал, но ако го гледате како целосна и вистинска слобода, тогаш така и да живееме. Амин. Најде го коки Галатите 5:13. Зашто вие, браќа, повикани сте кон слободата. Сте кон слобода. Само слободата да не ви биде повод за угодување на телото. Туку со љубов служете си еден на друг. Она што го зборам цело време. Дали слободата не поттикнува на глупости? Не, него напротив. Вика, и не само да не ослободува, но ни дава и сила, вика, не само да не угодуваме на телото, него ни дава и сила да љубиме и да служиме во љубов едни на други. Знаете ли, мора да читаме, вика да не ви биде повод само за угодување на телото. Чим вика да не ви биде само тоа, значи го има и тој дел. Го разбирам ова? Го има. Оти не може ние да бидеме на некој начин, не знам, види, мене ништо телесно не ме интересира, а сите тежнееме за некои телесни бенефиции или било што. Тогаш ќе бидеме лажговци,
пред самите себе, после и по луѓето. Затоа вика да не ви биде само, да не ви биде повод за угодување, него да љубиме и да служиме во љубов сите еден на друг. Амин. Слободата не е изговор за глупости, напротив е сила за свет и побожен живот, служејќи си еден на друг. На таков начин, вашата слобода нема да им стане камен за сопнување на другите. Многу, многу важно. Понекогаш, не разбирајќи ја доволно вистинската слобода, знаеме да бидеме камен за сопнување на другите. Види го тој, збори за слобода и види како живее, како не живее и луѓето може да се сопнуваат на истото. Така да ја уживаме слободата во вистински начин, на вистинска смисла и да не станеме камен за сопнување на другите. Амин. Ова значи дека нема да покажуваме со прст кон луѓето кои на некој начин живеат во робство, туку заедно преку дружење, преку молитва ќе ги носиме луѓето во вистинско познавање на што е слобода и каде се наоѓа. Овој стих што го читавме последен ни дава право, ни дава сила да не покажеме со прст кон луѓето. Ово е во робство, овој не е. Овој му робува на овој не. Но ни дава сила тоа што ние го живееме, да можеме да го пренесеме и кај луѓето, да можеме да бидеме пример за истото, да можеме да зборуваме гласно за истото и заедно да живееме во нешто што е наречено слобода. Амин. Со проповета сум тука некаде, иако е многу пријатна целава атмосфера, така да можам на крај да се молам и едноставно кој се чувствува заробен од некои работи, а верува дека Христос веќе го ослободил и веќе има слобода во истото, нека стави само рака на срцето, на главата, нека крене во вис и едноставно ќе се молиме да заедно, зашто заедно има сила, да едноставно тие работи ги нема во нашиот живот. Амин. Сите го знаете, пред, као малце да ја подкренеме верата, сите го знаете на жена ми сведоштвото околу цигарите. Ама буквално сите. Али сакам да го кажам еден став, не знам што го кажа на самата конференција. Вика, кога највеќе мисля дека нема да престанам да пушам, кога ужива во пишењето, Господ ме зезна и ми даде слобода да не пушам. Луѓе, кога највеќе мислиме дека уживаме во некои работи, Господ има сила да ги тргне од нашите животи. Амин. Тато, јас ти благодарам за тоа што си ни дал можност и шанса, Господе, да зборуваме за таа слобода што е прекрасна, Господе, и што не носи само слобода во размислувањето и во делувањето, Господе, него ни носи слобода во самото срце, Господе, во самата душа, Господе, во сето она што е корумпирано, Господе, од нешто во светот, Господе, и што едноставно може би стенка да биде тргнато, Господе. Фала ти што ти на крстот веќе го тргна. И јас сега се молам за тоа разбирање за сета таа слобода што имаме во Христос, да едноставно падне врз нашето, прво врз нашето срце, врз нашата душа и врз нашиот ум и да вистински ја спознаеме, ја соджвакаме и ја уживаме слободата. Јас се молам за слобода од зависности. Јас се молам за слобода од погрешно размислување, од погрешно толкување на работите. Јас се молам за слобода од болести разни, Господе. Јас се молам, дури не сакам ни да ги именувам, но се молам за слобода од тироидна жлезда, Господе, што некако зазима, залети, затоа ние и кажуваме стоп тука. Тука застануваш и немаш веќе никакво влијание врз ниедна тироидна, врз ниедна жлезда. И сега се молам за сето тоа да биде и чистено и да нема ни дамка на темни на него. Фала ти што тоата слобода, Господе, навистина ќе донесе слобода и во тоа поле, Господе. Јас се молам, Господе, за корумпирана совест, Господе, да едноставно ослободиш
такви мисли, такви идеи, да луѓето размислуваат само за она што е свето, честно, на добар збор, а тоа е нешто што доаѓа од небото, Господе. Фала ти што, Господе, ти носиш слобода, со духот носиш слобода да не бидеме робови на телото, Господе, да не бидеме робови на душата, Господе, него секогаш духот да ја учи душата, да избира правилно. Јас се молам, вашата душа да избира правилно, да избира она што е честно, што е доблесно за нас и за луѓето околу нас. Фала ти, Господе, фала ти што на вистина си слободен и на вистина си слобода и на вистина во тебе и ние сме слободни. Во името на Исус. Амин. Така да, браќи, останете ми во таа слобода, да уживаме сите заедно, сите да кажуваме примери. Господ ме ослободи од тоа. Разбрав дека ме ослободил, понекогаш и тоа прашањето. Разбрав дека сум бил слободен? До сега не сум го разбирал само, а навистински сум бил слободен. Така да уживајте во слободата и повикувајте еден на друг на животна слобода и едноставно кажувајте си убави зборови, зборови што ќе ја поттикнат слободата во вас. Амин.